Океј. Добар ден, ученици, добре дојдовте во училница. Јас сум наставник Зоран Сивески во Основното училиште Димо Хаџитимов и имам за реализација час по физичко и здравствено образование, наставна тема народни ора и танци. Наставна единица е совладување на народно оро во избор. Мојот избор е народното оро бувчанско. Повед во темата. Република Македонија изобилува со големо фолклорно културно наследство. Потребата од изучување на народните ора и танци представува нераскинлив дел од духовната култура на заедницата. Народните ора и танци најчесто се изведуваат на музика со уметничка вредност, која овозможува движењата да се повторуваат. Цел на темата. Учениците да ги совладаат народните ора од родниот крај, развивање на моторичките и естетските способности со музика и ритам. Конкретни цели: да ги научат основните чекори, начин на движење, поттикнување на емоционалните чувства, развивање на моторичките способности, сообразени со ритам и музика. Наставна тема ќе се реализира по домашни услови со учење на далечина. Средства, форми и методи за реализација на темата е музика. Метод на демонстрација, диалошки метод, комбиниран. Корелација. Сознањата стекнати по овој предмет во претходните одделенија. Очекувани ефекти. Успешно совладување на чекорите од орото од страна на учениците. Некои карактеристики за народното оро. При совладување на основните елементи од народните ора и танци, неголема важност треба да се посвети на елеганцијата и држањето на телото. Ората најчесто се играат во круг со движење на десно. Мачките ора се подинамични, бидејќи се застапени повеќе подскокнувања и клекнувања. Женските се помирни и елеганцијата ја стакнуваат играјќи на прсти и на половина стопала. Држањето во народните ора е за раце, за рамо и за појас. Попознати македонски ора се тешкото, лесното оро, калеџиското, невестинското, тресеница, малешеското и други. Подготвителен дел на часот. Во овој дел на часот се применуваат вежби и игри за правилен физички развој и подготовка. Комплексна вежби за раменски појас, вратот и горните екстремитети, вежби за развивање на стомачната и грбната мускулатура, вежби за карличниот дел и долните екстремитети. Посебно внимание да се обрне на овој дел од загревањето, затоа што тој е во фокусот на главниот дел на часот. Неколку карактеристики за бувќанското оро. Бувќанското оро е женско македонско оро, кое е кореографски потекнува од битолско брзо оро со постепено забрзување. Се игра со мало балансирање на телото во вид на бранувања, движењата се мирни и елегантни, а играорките се држат за рака. Демонстрација на чекорите за совладување на народното оро бувчанско. Стоиме на десна нога, левата е на прсти, правиме 3 чекори назад и вртиме за 90 степени на лево. Назад правиме 3 чекори, вртиме за 180 степени, продолжуваме со 3 чекори напред. 1, 2, 3, широко нозете ги поставуваме и на 3 ги спојуваме. Тоа беше првиот дел на нашето денешно оро. Продолжуваме со вториот дел. Добро. Вториот дел стартува со тоа што исто, десната нога е на тежината на десната нога, левата е на прсти. Правиме 3 чекори назад. Вртиме за 90 степени, 3 чекори напред. Вртиме за 180 чекори на стојна нога, на десна стојна нога.
Продолжуваме 3 чекори напред, широко носете, ги спојуваме. Бувчанското оро во изvedба на детскиот народен ансамбл Етнос. Продолжуваме. Од се виденото и покажаното треба да извлечеме заклучок. Заклучокот е совладување на основните чекори од народното оро бувчанско. Народните ора овозможуваат сите ученици да се почувствуваат како дел од тимот. Застапен е социјален момент, нееднаквост, тимска работа и емпатија. Народните ора ги чуваат и негуваат традиционалните вредности и обичаи на еден народ.